утро, колеги, до вас и поздрав до целата екипа на Телма телевизија, како и поздрав до сите оние кои што ја гледаат нашата утринска програма. Ова вклучување верувам дека ќе биде најомилено кај сите оние влюбеници на животни и миленичихња, со оглед на тоа дека во ова прво вклучување на лице место ќе најавиме дека гимназијата Никола Карев имено стана прво pet friendly училиште во Македонија. Официјално стана pet friendly училиште или на македонски преведено pet friendly, пријателски настроено кон миленичињата. Ова утро мои денешни гости кои ќе зборуваат токму на оваа тема се професор Марина Ристовска и Мила Михајловик. Посакувам добро утро до двете мои гостинки. Ова вклучување ќе го започнам со госпогица Мила. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Честа е наша што дојдовте. Благодариме. Самата иницијатива, како дојде до сето ова, гимназијата Никола Карев да стане pet friendly училиште? Значи вака, првично иницијативата потегна од две наши ученички од гимназијата Никола Карев, Мија и Нора, кои ова лето волонтираа во јавното претпријатие на Лајка. Тие дојдоа до една замисла, заедно овде, вклучувајќи ним нас професорите, да организираме еден хуманитарен настан со кој што ќе можеме да им помогнеме на бездомните животни. И така еден, можам да кажам дека доби еден поинаков облик, бидејќи не поддржи нашиот директор Андреј Манолев, на кој сме му неизмерно благодарни, и така настана самиот pet friendly клуб. Овој хуманитарен настан се одржа минатата недела. Што се можеше да се види на истиот изработки, предпоставувам рачни од учениците, храна? Так, апсолутно имаше секакви рачни изработки, од бандани, марами, плетени шалчиња, облека за кучиња, имаше чајчиња, сокчиња. Исто така посетителите можат да донираат парични средства, кебиња, храна, конзервирана и така натаму. Исто така, ако не се лажам, имаше и избор за најфотогеничен миленик. Како помина тој дел? Можам да кажам дека тој беше еден од најинтересниот дел, бидејќи веќе една недела пред самиот настан, учениците испраќаа фотографии на нашиот Инстаграм профил од своите миленичиња и со QR код на самиот настан можеа да гласаат и да го одбереме најфотогеничниот миленик, односно првите 3 места. Напоминавме за самите донации, сите оние средства кои што се собраа, каде беа донирани од пас? Средствата се разбира, сите средства се донирани во јавното претпријатие Лајка. Генерално, кој е вашиот впечаток и вашиот впечаток за целиот овој настан кој што се одржи, тоа што гимназијата стана предпознатлива по нешто кое што е прва во Македонија? Се надеваме дека иницијативава ќе допре до пошироката јавност, исто така до останатите училишта и ќе ни се придружат затоа што сепак видовме дека малите чекори предонесуваат кон многу големи нешта. Затоа се пример нашите ученици. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и вам. Ова вклучување ќе го продолжиме и со мојата гостинка исто така, професор Марина. Професорке, добро утро и добро дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро и од мене до гледачите на Телма телевизија. Генерално, кој е вашиот впечаток од целиот овој хуманитарен настан кој што се одржа? Така, апсолутно позитивен е впечатокот со оглед на тоа дека имаше огромен одзив од страна учениците, дури не очекувавме дека толку многу ученици ќе сакаат да се приклучат во иницијативата, да се приклучат во организација на самиот настан, со изработка на материјали, со изработка на кутичките што се тука позади, со вклучување со различни активности, собирање храна и така натаму. Навистина огромен одзив и тоа навистина не поттикнува уште повеќе натаму да работиме, да правиме други акции, да прошириме иницијативата, а и многу ме радува што и од други училишта веќе имаме сознание дека исто така почнуваат слична иницијатива, се организираат за згрижување на милениците кои се наоѓаат во околината на училиштата, во училишните дворови и така натаму. И го следа добриот пример. Можеме да забележиме дека има безброј кученца во самиот двор на гимназијата, верувам и гледачите може тоа да го забележат. Едно од овие кученца е Коста, кое што е најомилено меѓу учениците. Дали Коста беше потик за ваквиот хуманитарен настан? Па не се безброј кученца, тие се 5 кучиња што не се постојано овде присутни во училиштето и тие сега ќе бидат под наша грижа секако. Тоа пред малку зборувавме со колешката, сакаме да ги обележиме со некакво обележје од училиштето, со некакви каивчиња како што ќе биде напишано дека се тие кучиња кои се во дворот на Никола Карев. А инаку Коста, да, можеби иницијативата потекна од ученичи, како што кажа колешката, кои летоска волонтира во стационарот за бездомни куќи Лајка, меѓутоа Коста може да беше и како иницијативата започна од грижата за Коста кој некако миленик стана тука на учениците во дворот и
постојано ни е присутен. Тој знае да отиде и околу, нели, во околијата, меѓутоа каде да оди како да му е дом, некако дворот на Никола Карев, доаѓа тука. При самиот крај сакам да прашам и дали ваквите активности ќе продолжат во идниот период? Апсолутно, апсолутно. Грижата за кучињата е постојана, тоа не е еднократно, значи тие се живи суштества кои барат, нели, постојана грижа и нега. Ќе имаме слични неколку акции последователно, меѓутоа следна поголема акција планираме на 4 април, кога е светскиот ден на бездомни животни. Тогаш сакаме акцијата да биде во училишниот двор, каде што ќе имаме поголем простор и поубаво време ќе биде, така да тогаш очекуваме и поголема и посетеност и поголем интерес, иако и овој пат беше одличен интересот. Се надеваме дека и тогаш можеби ќе позборуваме за тие активности. Ве благодарам многу за одвоеното време. Апсолутно благодарам вам. Се надевам дека го задржавме вашето внимание, како на сите, верувам најмногу на сите оние кои што имаат домашни миленичихи и сите оние кои што ги сакаат животните, а ние говоревме на тема, уште еднаш ќе напоменам при самиот крај, гимназијата Никола Карев стана прво pet friendly училиште во земјава.